На 26. август 2022 година Facebook профилот на Ново Лисиче објави информација за појава на змии во општина Аеродром. Паниката брзо се рашири меѓу граѓаните. Змијарник, срамота, страшно беа најчестите коментари. Токму стравот е чувството кое се користи како подлога за манипулации и создава плодна почва за ширење на дезинформации, а тоа и се случуваше во наредните денови. Следниот ден, на 27. август, Општинската организација на СДСМ од Аеродром објави соопштение во врска со настанот. Ако направиме подетална анализа на поединечни делови од соопштението, точно ќе ги согледаме техниките за манипулација. Користење на претеран јазик. Со користење на зборовите страв, ужас, хаос, се создава неразумен однос кон настаните. Резултат се само преплашени граѓани чие здравје и секојдневие сериозно можат да бидат нарушени. Неверодостојни фотографии. Во речисите медиуми доминира прва објавената фотографија. Проверката вели дека станува збор за фотографија симната од австралиска веб страница. Исте резултатот и со фотографиите од змии споделени на Facebook постовите и во медиумите. Според анализата која што е направена, само 2 фотографии споделени од граѓаните се автентични и вистинити. Предимензионирање на ситуациите. Оваа информација е претерана и изнасилена, затоа што змии не се видени во парковите, детските игралишта и на паркинзите, туку во запуштените места и на градилиштата, кои што се обраснати со трева. Заклучивме дека ова соопштение е невистинито, но сепак истото беше превземено од многу веб страници на информативните медиуми без да бидат проверени информациите и фотографиите во него. Политичката партија, обвината во ова лажно соопштение, ја препозна лагата, но ја искористи во своја полза, со што создаде нова лага. Така, општина Аеродром, представувана од градоначалникот Муцунски, од редовите на ВМРО ДПМН, објави демант на информацијата според кој фотографијата во соопштението на СДСМ е лажна, а со тоа ја прогласи за лажна и целата информација. Веднаш потоа, информативниот медиум Република и други медиуми политички блиски до ВМРО ДПМН го проширија истото соопштение, со што создадоа уште поголеми дилеми за вистината. Појавата на змии во општина Аеродром не е целосно лажна информација. Во Аеродром се видени змии барем од 2 граѓани. Но змии се видени во општината и 4 години предходно, кога улогата на политичките партии е обратна. Во 2018 година, кога градоначалник на општината е Златко Марин од СДСМ, Курир обвинува дека Марин и Шилегов направиле оваа општина да изгледа на џунгла. Во веста се користат истите методи за лажење на јавноста за кои подоцна обвинуваат од другата политичка партија. А политичките партии во својата битка за гласови и потребата да се оцрни политичкиот противник често користат дезинформации. Затоа бидете внимателни да ги препознаете следниот пат кога читате одредена вест.